И добар ден, пред нас е нова работна недела, но и недела на задоволство и многу награди, што значи кога ме гледате мене, знаете дека почнува тајмингот тогаш кога ни е добра забавата, нешто да поднаучиме, секако нешто да повториме, а најважно се да ја освоиме микропечката за денес. Понеделник ќе си го гледате како микропечка, значи тоа ќе ви биде целта кога ќе видите дека почнува најгледаниот квиз заврти на Телма, а се останато секако ќе биде добре дојдено со оглед на тоа што има многу задоволства кои што нашите спонзори ќе ви ги приуштат за подобар квалитет во живењето. Сега, јас постојано така мислам дека е најдобро, нели сама да си го подесам, да си ја подесам стрелката. Оп, стоп, тука кај генералниот спонзор Елит Кафе, да ги поздравиме секако и да ве подсетиме сите вас дека сите треба да навиваме стрелката да застане токму на ова поле, бидејќи во тој момент се отвара можноста да се освои главната награда. Но има и други награди кои што секако се добре дојдени, дури и во рамки на истово ова поле. Нашиот генерален спонзор Елит Кафе што се грижи утрата да ви почнат со нив, и тоа со нивната прекрасна арома, бидејќи нема ништо подобро од арома на добро кафе, кое што ќе ве разбуди, потоа ќе ве живне, ќе ве наполни со енергија и меѓу другото ќе ја зголеми концентрацијата за да не бидеме поспани, туку да даваме точни одговори. И да не должам многу јас, туку да предеме на освојување награди, стандардно ќе ги погледаме рекламите, а потоа одиме со игра. Завршија рекламите, што значи почнувате и вие. Мора да се повтори. Не рекле Бадијала дека повторувањето е мајка на знаењето, а тоа мора да го направиме на самиот почеток, за да не дојде до блокада. А како до блокада? Секако ако се врти вон нели компјутерското тркало, кое што имате можност да го гледате под мене. Штом го гледате сега, значи вртете во овој момент. 023070005 е највртениот број, сосема логично, бидејќи денес играме за нова микропечка. И што поскоро и ќе почнеме со игра, бидејќи ја имаме нашата редовна учесничка Катерина од Свети Николе. Дали е во право водителката? Точно, Катерина. Катерина, морате да им му кажете, да им дадете насока на оние кои што ме пресретнуваат по улиците и велат, ама ние многу сме упорни, ние не знаете колку вртиме, не можеме да ве добиеме. Како ви успева вам? Само со позитивна мисла. Ете така, може би најмногу да ви биде чувство на забава наместо напор и секако ќе се случи кога најмалку се очекува. Само многу ми е драго што не се случи она додека јас и вие нели си разговаравме, гледајте го соседов до Пица Джакомо. Браво. Си остана во своите солзи, но не му замераме и тоа е дел од неговото постоење. А најважно од се дека сега го имаме можност во понеделник, Катерина, овој пат многу вкусна, ама и богата награда, 2 фамилиарни пици од Пица Джакомо. Само да ги освоиме. Па ќе ги освоите, јас не се сомневам, ајде Катерина, јас одам на тоа да се освојат работите. Да. Ете, како рековме, со позитивна мисла и со еден точен одговор во тие 30 секунди од тие 3 прашања и секако ќе уживате во вашиот омилен вкус на фамилиарни пици, значи може да се зберете и повеќе. Ајде сега да одиме со прашања, како се презива турскиот лауреат на Нобеловата награда за литература? Орхан. Се презива Памук или Пердов? Памук, Орхан Памук. Така, еве. И сега завршивме експресно, така ли е? Да. Катерина, ќе ве лишиме од подготовки во кујна, нешто и на готово ќе дојде и многу вкусно, кој ви е омилен вкусна пица? Кватро Формаджо? Формаджо, да. Браво, супер, добро е, добро е. Па ете, имате можност навистина да уживате во својот омилен вкус и тоа во 2 фамилиарни пици, а за да ви биде на сите убаво како на Катерина, ви благодариме и можете пак да играте во истото издание, Катерина, да ве подсетам. Значи може 2 фамилиарни пици, па об микропечката, ман да се подгледа тоа што ќе остане кусурот. Ма да се сомневам дека ќе има кусур од вака вкусни пици. Поздрав до вас и се слушаме пак, зошто да не. Чао. Чао.
А еве, за да ви биде на сите вас убаво, секако и многу вкусно и да уживате во вашиот омилен вкус на пица, топло препорачуваме пица Чакомо да биде вашиот избор. И меѓу другото ќе потсетиме дека одамна се веќе тие не само како квалитетна, нели, пица куќа, туку и како навистина квалитетна еко компанија која што навистина се грижи за нашата животна средина. И тоа многу одамна, затоа што доставата ја врши со своите електрични возила. Каде ми исчезна сега? Види. Вртете си вие, ќе дојдам јас до пица Джаком. Каде ете го? Па јас ме стаса годините. До Плачко, еве го, на плаво, јас барам на жолто. Уплав имам од Плачково, се некако посвесно го прескокнувам. Сме и читатели и сакаме добри книги, Бојане. Па, во слободно време, да. Драго ми е што ме така темплум, секако ќе потсетиме дека во понеделник доделува награда, еве ова нека биде од Никола Гелевски, 100 филмови за попреченост. Всушност станува кратка, прегледна, забавна, информативна, едукативна, на моменти смешна, често драматична и потресна антологија на 100 најзначајни филмови од 1920 до 2024 година. Ова ќе биде интересно за читање. Ајде, Бојане, да освоиме наградата. Ајде. Кој бугарски голгетер играше во Манчестер Юнајтед? Иницијалите му се ДБ. Ајде. Ајде, го баревме Димитар Бербатов. Антуан де Сент-Екзипери е автор на која книга посветена на сите возрастни, зашто прво биле деца? Една од најпопуларните книги во светот. Следно прашање. Добро, Малиот принц. И која е првата црна актерка добитничка на Оскар за главна женска улога? Хали Бери или Вупи Голдберг? Хали Бери. Така е, значи гледаме Джеймс Бонд. А Бојан топла препорека секако да се прочита книгата која што се вика 100 филмови за попреченост, но и Малиот принц од Екзипери, книга која што ќе препрочитувате и верувајте ми ќе ви се вреже не само во мислата, туку душата ќе биде пресрекна. Книга за паметење. Браво Бојане, ова е 6-та награда, ако сме освоиле 4-5, значи еве 6. Поздрав до другарите секако. Браво за Бојан, еве Бојан си фати редот во заврти на Телма, кога и да се слушнеме, чак се освојува награда. Да не заборавиме да читате, луѓе, затоа имаме и дежурна книжарница, затоа имаме и многу книжарници, бидејќи ете со книгите навистина се откриваат многу светови. А во светот на мобилните телефони, бидејќи технологијата оди напред и се следат сите трендови, мобилниот телефон да биде поубав, подобро заштитен, а најважно од се добро поправен, ги имаме Мега Мобил, спонзори на денот. Задоволство е да кажеме дека и Мега Мобил како спонзори на денот редовно, секојдневно се грижат некој од вас да има и големата нивна награда. За таа голема награда нема потреба од 3 точни одговори, доволни се 2, а за останатата награда, која не е мала, секако доволно е да одговориме точно на едно прашање. Продолжуваме со машка енергија. Денес го имаме господинот Павле од Пробиштип. Добар ден! Добар ден, Тина. Како сте ми денес, како е во Пробиштип? Во Пробиштип е сончево, Супер. убаво. За викендот како ви помина сабота недела? Па пензионерски така, под дома. Ама само дома нели се излегува малку да се прошета? Шетаница е обавезно и сабаре и наутро и навечер. Па ве обожавам, така треба да се грижиме за здравјето. Микропечка имаме дома, постара, понова или немаме? Имаме добиено од Телма. А вие све ќе сте освоиле? Да. Микропечката? Леле, супер! Како ве служи? Супер. Да, што најмногу подгревате во неа? На внуките пуканки пукаме. А пуканки пукате, добро, тоа за внуките, а за вас, Павле, како рековме, наутро пешачиме кон средината на денот и некаде во приквечерието и еве вистинска награда да бидете полни со енергија, виталност и секако
подмладени и разубавени. Да има 100% колаген, доделуваат секако со цел да ја откриете тамјата за силни зглобови, за отстранување на болки, се разбира, во коските и најважно од се, па и убава коса, ногти, кожа и така натаму. Ајде 100 грама да освоиме од Димас колагенот, па да видиме како ќе оди во комбинација, а верувам ќе оди многу добро со вашите добри навики да пешачите редовно. Ајде, господине Павле. Ајде. Колку квадратни метри има 2 ара? Колку? 200. Ма браво, Павле! Ма секоја чест! Со кого ме гледате? Со сопругата? Пак, Лалда е каков сопруг избрала? Па, А? не е ми жала. Не, а секако ми е многу драго да ми ја поздравите и секако еве колагенот конзумирајте го заедно. Не прескокнувајте и секако секојдневната употреба ќе покаже, докаже дека навистина ќе се препородите. Поздрав, Таа веќе го господин. употребува. Тина, Молам, таа веќе го употребува. дали е задоволна? Задоволна. Така, сега вие сте наред. Зошто ја да биде наред? Нема потреба јас коѓам. Оти така мислите? Од сум млад ја уште. А така, ама тоа да, ама колаген... Добро, ајде, чувствувате си се вие млад, ама ја мислам дека сопругата е многу повеќе ќе се подмлади, па немојте после да се чувствуваат разликите, она пила редовно колаген 2 пати по 100 грама секојдневно и одеднаш да Така е, речат, така е. види ова, со многу помлада девојка е во љубовна врска. Така ќе биде. Да, фала. Ба, супер, Павле, не е на одмен малку шега и секако не е шега кога играте вие. Ево, имавме учесник кој што има освоено микропечката, какви кејфови, а сега се освои наградата од Димас. Сите останати се разбира кои што игравте до сега, а не одговоривме точно, вртете да ја завршиме работата, па и вас да ве офајдиме со награда. Да се заокружи денот, секој јавување да биде награда доделување. Се врти тркалото, што значи набргу ќе имаме уште еден учесник, а кога зборувавме се разбира еве со Бојан, напоменавме дека една од најдрагите награди му беше ресторанив, ама ова не е обична награда. Значи ова е цело едно искуство, уживање, мигови за паметење. А како да немате добро искуство, односно вистинска уживанција, а не треба да одите во Франција, доволно е во ресторан Ив, бидејќи храната е превкусна, нормално услугата како пеперутки во облетуваат, ништо да не ви недостасува. Ако додадеме пријатен амбиент и добра музика, па тоа е нешто што навистина е фасцинатно и за паметење. Ресторан Иф и овој пат влегуваат во игра со нивниот вредносен ваучер од 600 денари за некој од вас. Дали тоа Елена од Скопје ќе го освои, ќе видиме. Добар ден. Добар ден. Како сте ми, госпоѓа Елена? Добри, еве. Одмараме по дома. Одмараме по дома. Ајде сега малку додека така гледаме заврти на Телма, опет една микропечка да се освои. Еве пред малку можевме да слушаме дека е освоена, што значи не е невозможна мисија. Арно, ама како влегла, така веднаш за вас се резервирани ресторан Ив. Елена, со кого најчесто сакате да уживате во добра храна, во добра музика, со кого најчесто тоа го правите? Со семејството. Ете така, семејството под рака, телефонот, селфиња, малку и нас да не испратите како уживате и секако да се освои овој вредносен ваучер од 600 денари, кој што неминовно, како и Бојан што кажа, ќе ви стане најомилената награда. А тоа е секако наградата од ресторан Ив. Ајде. Што ќе кажете вака од лице место? Елена? Супер. Супер, сега на репет одиме. Да, супер услуга, презадоволна. Ете така, пак ќе бидете на супер локација и супер задоволна. Почнуваме. На кој боксер му го гризна уото Майк Тајсон? Иницијалите на тој боксер се ИХ. Ивандер Холивилд. Така е, Холифилд. Браво, бебе, вие бокс гледате? А, Елена? Па, знам ова. Ми се допаѓа што знаете. И па еве на репет одите во ресторан Нив, да ви биде се во суперлатив, да си нарачате добра песна, да се уживате во добра храна и се слушаме пак. Еве, како ви се погоди, секој ден песна, музика и добра храна. Некако ми се допаѓа што ви се случува
Браво, Елена! Поздрав до семејството, уживајте и се слушаме пак се разбира за впечатоци. Ресторан Ив како влегува, така веднаш беа доделени. Ете, тоа може да се случи, може и со нашите верни пријатели Ванчо Комерс. Тан-тарадан-тан-тан-тан, еве водителката почна со звучни ефекти, а како да не, па ја мислам дека нема некој кој што не сака постојано нешто да си подновува по дома. Така да, нели, домот ни е наше прибежиште и наше задоволство, а токму поради тоа Ванчо Комерц има се за нашите домови, од постелнини, јоргани, перници, од вас знам и за стази, меѓу другото мушами, нема што нема за вас, има вредностен ваучер од 600 денари. А јас го имам господина Драги од Скопје, добар ден. Добар ден. Вас ли некогаш ви викав Драги? Вие ли? Да или не? Да. Да, ете го Драги. Така ли, вика ли сопругата, никогаш не дознав? Кога е добра? Она кога е добра, не, вие Драги кога сте умени добар. Јас сум многу добар. А, така добро, ќе видиме сопругата каде е. Тука е оно кујна. Да не превртува со очите кога зборувате вак. Не знам, ќе види. Она е во кујна, што подготвува во кујна? Кебапчиња денеска. А, она ги прави или Не, само да ги спрежиме. денеска така, па еве ако треба добро, еве што ќе донесе Драги. Драги, ваша задача ми се допаѓа, додека сопругата подготвува таму салата, нели, за да се седне на ручек, вие експресно да се завршите најважната работа од денот, а тоа е да освоите големата награда од Мега Мобил. Дали имаме играно за ваква награда? Па играв, ама од Елит кафе ова за печката што беше. А, за микропечката, па денеска таков ни е ден од понеделник еднакво на микропечка. Е, за Мега Мобил ќе играте за караоке миксета. Пеете ли вие? Да, пеам. Е, па со друштвото тука, еве кебапчиња, малце, ова, она, па да. Караоке миксета да го дигнеме нивото на забава во вашиот дом со 2 точни одговори, а со 1 точен одговор секако ќе добиете бежично глувче Фанте Гейминг, кое што секако ќе си подновите на раката убаво ќе дојде со глувчето. Де лево кликни, де десно кликни. Ајде, Драги. Ајде. Драги, на кој жанр припаѓаат делата на Иван Андреевич Крилов? Руски басни или научна фантастика? Крилов. Не искача прашањето, ама тоа басни изгледа. Па басни е, не искача прашањето. Не, леле. немаше Како се текстот. вика промената на гласот во пубертетот? Како се викаше? А? Не бе, тоа заврши. Како се вика промената на гласот во пубертетот? Гласам. Ајде, знај. Мутација, ли? Како? Мутирање, Така е, мутација. Леле, јас измутирав тука, како, ве слушам како правите ја ви викам Да. Ако кажам точен одговор, нема више да бидам водителка. Како да кажам, нормално санкции ќе има. Браво, се освои караоке миксета. Што најмногу Драги пее на својата сопруга кога е расположен? Тој пеам. Слабо некако со пењето. Слабо, сега пуштајте таму на YouTube омилена песна и една генерална проба пред да стигне караоке миксетата. Уживајте во кебапчињата, поздравете ми ја сопругата и секако браво, Драги. Нема проблем, Тинче. Поздрав, се Се слушаме пак, се најубаво Иван, браво. Еве, чак се освои оваа голема награда од Мега Мобил. И да ви подсетам, значи Мега Мобил, ај што имаат се за да ви видат најубави мобилните телефони, имајте во предвид дека имаат и компјутерска галантерија, а уште поважно, не дај Боже, само што сте го купиле телефонот, нешто кврцне, нешто не му е добро, и имаат и професионален сервис, така да без грижа заврши ерата, нели кога не фаќаат паники, бидејќи во вистински раце ќе биде телефонот и експресно ќе го вратат на фабричко. Ете така. Рнтата, не ве како ја расположувате водителката, вакви ве сакам. Сите вие кои што не одговоривте до сега точно на прашањата, ве подсетувам, дајте тоа да го исправиме, вртете што е можно поупорно на 02 307 005. Еве го тркалото, што значи сега, како велат моја мајката, да се освои микропечката. А ние како редакција не забораваме. Дефиниција за љубов и грижа и емпатија се учи токму преку грижата
на миленици. Дали тоа се мачки, кучиња, небитно, битно е и зајчиња, и папагалчиња, и рибчиња. Ние секогаш мислиме дека најдобро е нели да бидат опфатени сите членови во семејството, а особено оние за кои што кога ќе станат дел од семејството и се кученца, најчесто се прашува дали кучето јадеше, дали е шетано, некако станува најважен и најсакан член. Вера од Куманово ни е еден многу сакан член во Заврти на Телма. Добар ден. Добар ден. Од кога не сме се слушнале? Па беше во четврток. Требаше Телма Гостин да бидна, мама утнав едно прашање. Ау, се сеќавам и тоа бевме многу близко до тоа, така беше? Многу близко, јас нема проблем, го знаев, ама избрзав. Избрзавте, се сеќавам. Ева како ќе кажете и цела слика ми се враќа. Ама Телма Гостин, еве тука е, го имаме без грижа. Она што е најважно, јас ќе си дозволам да прашам, бидејќи време во врви, некако нема реакција од горе, абе смееме да го елиминираме плачкото? Што мислите, што ми кажа? Па сигурно да го тргнете. Па сигурно. Леле си оди, господја Вера. Душата ми ја извади, сега на рад ке си признам. Абе, некако, не дека нешто лошо му мислам, ама не можам, мене ми е поважно да го нема и да завршиме и да даеме микропечката. Да. Ајде, а може би пак ќе има Телма Гостин, а може би ќе има и навистина да си дадете на себе си нешто што одамна може би не сте си дале, а тоа е еден третман во Афродита Ес. Лидери во областа на козметологијата и убавината, апсолутно, преку 30 и кусур години, тоа што кажува. Едно мнозинство на редовни и задоволни клиенти и постојано иновации. Има два салона, едниот е во општина Аеродром, а другиот се разбира на Водно. Така да ќе видиме, ако се случат Афродита Ес, ќе откриеме и каков третман ќе уживате. Микропечката колку ви е стара? Немам. Немате? Ајде бе, тркало. Леле, знаете сега како ќе си дозволам да ве прашам, а дечко имате? Дедо Трајко ми е туја. Дедо Трајко ви е дечко, па така кога се сакате, знаете како ја, ако не се лажам, колку време сте во брак? 50 години? Точно 50 пред некој месец. Пред некој месец, една цела јас сте во брак. Ама како го успева бракот? Со разбирачка, така? Со разбирачка, без со разбирачка. И никогаш не заборава да ви биде дечко. Тоа значи, нели, нема, сега те имам и те заборавам. Не. Ке се пие љубовен чај во љубовен чајник од Елит кафе, нашите спонзори на денот. Во пресрет на Валентајн, некој ќе рече, не, јас сум по Свети Трифун, секако виното и љубовта одат заедно, зошто да не навиваме за љубов? И да навиваме за љубов која трае како вашата. Ке имате и 2 пати по 200 грама Елит кафе. Така да ајде да освоиме оваа љубовна награда. Ајде. Пред да се омажи за Боба Живоинови, како се презиваше Лепа Брена? Па Крста Јахич. А ова како од пушка знаеме, така е. Која ви е омилена песна од Лепа Брена? Па, добро. Сега, ги сакам сите, ама Чачак ми е некако највесела за играње, Дедо Трајко е многу игрорец. Те така, сега по освоената награда, особено за Валентин, ќе се уживате во нелето љубовен чајник и се знае ќе пее Дедо Трајко Чачак, така беше шумадиски рок-н-рол. Ете зошто треба да се биде весел и да се остане нели секогаш романтичен и забавен. Браво! Уживајте си и во љубовта и секако во наградата. Се најубаво. Леле, ви запеа од Лепа Брена, дали сте свесни вие тоа? Како и да ја продолжуваме, а многу убаво се пеат песни, особено кога знаете дека можете да освоите злато вредна награда, а тоа е 5 литри масло од Кристал Велес. Песна е готвењето и тоа 102 години за сите оние кои што знаат дека генерации и генерации израснавме од подготвените не само вкусни јадења, торти, колачи, па и нивниот маргарин. Несозамисливо е благо да се прави без Кристал маргарин. Во овој случај доделуваме 5 литри масло од Кристал Велес. Мене, видите, јас, например, кога врти тркалото, а вртите и вие, значи не надвор од него, практично и мене ова тркало ми доделува награда. Наградата е вие. Еве ми го, бонџорно Бенито од Битола. Добар ден.
No, Како сме? dobro. А дали вашите најблиски пријателите, соседството веќе ве гледа и Да. забележаа дека Ме честита. ви честита? Да. Добро, сте ги поканили ли некогаш групно да играте заврти на Телма? Па, кој се на работа, кој вамо таму, не можеме да се најдеме. Да се најдеме, ама навечер Да. секако ќе се почестите. Навече да. Да, па за наградите ги собравте ли еднаш? Не сам последната која беше Бени награда која што ја освоите. Требаше за смукалка, ама ништо. Леле, ништо. Ајде, леле, колку бевме близко за микропечка, чекај посилно да заврти водителката. Како ви измина викендот, Бенито? Викенд супер. Супер, добро. Сега ќе биде уште по-супер. Вака сега да ви кажам. Не знам што табијат маште, може би сакате и вие да се разубавувате, сакате да идете на третмани, секако да се грижите и како италијаните, знаете, тие од глава до пета се пиц-пец. Па, од предогледало исто како женско, порано другарите ми се лутеја. Се лутеја сега дека се метнат на вас. Како и да е, верувам со сопругата Да. сте, бидејќи слушам женски глас. Мајка ми. А, мама, добро. И направете убаво дело за мама. Афродита е семејството каде што секако ќе биде презадоволна. Ќе ја донесете малку и во Скопје и таков Бенито ќе се покажете кавалер, секако ќе додека она ужива во Сигурно. третманот на брзина, нели ќе резервирате некој ручечар, па малце шопинг. Нека биде ден за паметење. Бенито, ајде да ве запаметиме како во низот освојувате уште една награда во заврти на Телма. Ајде. Почнуваме. Како се вика сестрата на Рос во серијата Пријатели? Рейчел, Фиби или Моника? Ричел. Рейчел на Рос. Моника се викаше. Во кој спорт се надпреваруваат пеливаните? Борење. Така е, точен одговор. Сега. Мама под рака нема неке, не може за помладите. Тоа не дозволувам. Дотерани најубави ќе се донесете во Скопје и секако ќе изберете дали тоа ќе биде, например, локацијата во аеродром, бидејќи таму имаат, се разбира, Афродита е салон, тој е и првичниот салон сушност, или пак на водно. Секако имаат низа третмани, по кои што се препознатливи, па така и ќе ви откријам што нудат во понеделник. Поздравете ја мама. И секако внимателно забележете дека Поздравувајте. мама ќе ужива сега во еден третман солариум. Можете вие тоа да го искористите ако не ке мама, ама навистина за ова нема, се разбира, години. Тоа го прават госпогите во Италија. Бенито, поздрав и честитки, супер изиграно. Поздрави до тебе, Тина. Пријатно. Пријатно, одлично. Ајде, дебитанти, кај сте? Да видиме дали ќе имаме повторно дебитант. Некој кој ќе го внесеме во светот на заврти на Телма. А некој ќе гледа добар филм. Може би за Валентин ќе имате можност, ако се случи денес наградата, 2 билета во билетарницата на Киновирзум. И колку сака нека има, нели, и ултрамодерни телевизори, колку сака нека има и серии, небитно. Искуството во кинопроекциите е тоа што навистина го доживувате филмот во својата целост, со добро озвучување, амбиента, да не зборуваме дека тука всушност се места каде што најчесто се случува љубовната приказна, така да ајде малку да размислуваме и љубовно пред 14 февруари. Киновирзум се во игра, секако нивните киносали ги има 4 на број во повеќе локации низ земјава. Кисела вода е Скопје, има и во Велес, се разбира Свети Николе и да не заборавиме Штип. Добар ден! Добар ден. Сузана, како сме? Добре. Сузана, што ми беше Телма гостин? Не. Нова Сузана? Па не, имам 4-5 награди освоја. Ми се допаѓа. Добро, последната која беше која што освоив? Колаген од има. Дали го пиеме редовно или... Да. Добро ли е? Супер. Така, што мислите? Така да си пиете и после ќе видите како со тек на време се разбира, си бара организмот, си губи, ама има... Епа со годините си бара. Си знаеме, Сузана, се ќе почне да си бара организмот, ама организмот најмногу од за виталност и силен имунитет, например, бара награда од заврти на Телма. Така е. Еве, наместо да се описате. готви,
онака на врата ќе ви задзорат и об 2 вруки пастрмајли. Ова сме освоиле? Не. Ајте, време да ги освоиме и секако да се уживате. А многу се вкусни, тоа потврдија и гледачите. Одеме со прашање од кој англиски град беа сите членови на познатата група Битлси? Од Лондон? Од Ливерпул. Кој збор ќе го добиеме ако наназад го прочитаме зборот довод? Наназад. Сузана... Исто, па така, паника ме фати. О, Сузе, cute baby, I love you, браво, 2 пастрмајли од пица 5. Ако сакате и сите ви останати и највкусни пици по италијански рецепти, секако ваквите вкусни пастрмајли, пица 5 треба да ви бидат изборот. Сузана, јас сум презадоволна. Ви благодарам. Ручекот се подготвува ли? Да, Леќа. Леќа, добро, јас заборавила водителката на Леќа, ова добро што ме подсетивте. Браво. Пријатен ручек и добра забава вечер. Ете така. Се најубаво, пријатно. Се најубаво, вакви ве сакам. Тековно има денот ке се почне, некој може би бил на работа, некој се рекреирал, некој пазарувал, како и да е, до некаде до 14 часот и 36 минути. Што ќе направите, ќе се ставите малку на пауза, ќе си сварите елит кафе, ќе се опуштите, ако имате засилување, тие ќе шепкаат, ќе гуглат, ако не ќе се сноѓате вие, како и да е задачата да биде во овој тајминг од Заврти на Тилма, да се освоите нешто, ама апсолутно за нов кеф и квалитетен ден. Следен квалитетен ден. И микропечката секако. Или ќе одите во театар, например. Еве и театар, се имаме. Многу ни е драго што ги имаме драмски театар. Значи, тие, слободно ќе кажам, векуваат со право, стана култна, препознатлива театарска сцена за главниот град. Еве го Нена, така Ненаде, браво, добар ден. Така што промаши ми ви знам ја кој е Ненад, го чекам. Одлично. На поправни. На поправен. Сега сконцентрирано. Знаеш како? И ајде, немаме плачко, тоа е најважно, значи само награда може да се случи. Ајде на поправен да видиме, леле колку е добро. Ненаде нема бегање. Има шанса да дојдеш овде да ми бидеш моје друштво, да си го вртиш тркалото само за себе, дома да си одиш со главна награда и најважно се со награди кои што број може да достигне и повеќе од 19. Само Нена треба да ми открие дали редовно ја следи програмата на Телма телевизија. Па ја следиме. Ја следиме? Така е. Ке шепне водителката. Има и на интернет. Ајде. Леле Ненаде, немој да не си дошол, се да знаеш, ајде. Кој шеф ќе биде водител на кулинарското шоу 180 степени? Што се случува? Ајде за да одиме на второ. На втора, ајде. Ама не може, мора првото. Ностоп од реклами, ново кулинарско шоу 180 степени со врвен готвач. Врвен. Ненад? Не можам да се сетам. Добро, ништо можеш, тука сум ја, па ќе се слушнеме ние, што се секираш. Филип Чолаковски го баравме, сега и добро ќе го запаметиш, а оно што повеќе е одјасно препорачуваме секако со нетрпение да го дочекате ова кулинарско шоу. Јас и ти утре Ненаде пак. Да ве видам во живо, така да тоа е. Абе, па може утре пак Телма гостин. Како и да е, Нена, тука сум ја, нема бегање. Честитки за сите добитници, драги мои, бевте одлични. Ненад, се слушаме утре, а сега секако ве потсетувам, се слушаме и во Црвена линија. И таму сакам да ве чујам. Одиме на вести.